Топлинскиот бран ова лето ќе трае уште долго и место за посериозен оптимизам генерално гледано нема. Сепак, трошка надеж има за овој викенд, велат синоптичарите. Во сабота исто така попладне, почести ќе има врнежи, не насекаде, пороен дожд што грмежи и веќе во сабота ќе почувствуваме повеќе освежување, иако во централните делови од земјата сепак ова малку ќе биде со послаб карактер. Тука температурите ќе останат повисоки, за време на викендот веќе ќе биде посвежо. Ова во прв план ги стават климите како спас, кои проблемот го решаваат, но од него може да направат уште поголем проблем за човековото здравје. Климите го сушат воздухот и со тоа сувиот воздух суши слузницата на горните дишни патишта и често пати може да биде место кај што се населуваат бактериите и вирусите од воздухот. И затоа може да дојде до воспалителни процеси на горните дишни патишта. Што сепак значи ова? Секој случај треба да се темперирате разликата, некаде меѓу 7 и 10 степени треба да биде разликата на внатрешната температура во однос на надворешната температура, ако е можно. Иначе најидеална температура што може да поднесува човечкиот организам, кој се чувствува удобно е 25 степени да биде внатрешната температура, а некаде разликата меѓу 24 и 27 степени е температура која што може да поднесува човечкиот организам. Освен овој, климите нудат и друг ризик. Неичистена клима и самиот влажен воздух што е на почетокот може да биде место на повеќе на габични инфекции, на легионела и затоа често пати сето тоа може да влијае и на човекот, мислам да предизвика воспаление кај човекот. Секако постојат и алтернативни начини, но тие во овие услови ни се допаѓаат помалку. Климите со нивниот ефект остануваат приоритетни.